Драги мои, здраво. Некој ми замерува, пишува на YouTube, ја немам многу пристап, не ми даваат или не сум побарал да се го бранам достоинството од навредите, но во ред. Покајте, издишан сум, имам своја лична борба и немам енергија, немам гориво. Малку сме искривени, намерно, заради режиска динамика. Инаку, имаме добар кадар. Се надевам дека денеска ќе го задржам вашето внимание со неколку мои забелешки. Прво да ве изнервирам. Во овој момент Сорос, тој кој до вчера го мразевте и така натаму, успеа да ве убеди да ја работите неговата агенда, дури и вие најголемите непријатели негови, а тоа е се што прави американскиот председател, поточно американската влада, да мразите, да негирате, да омаловажувате, да прифатите било што, па макар и радикален фашизам, само да е спротивно на ово. Пар работи само она што се случува во светот, најавата до идниот мој подкаст Слушај ваму, ќе биде повеќе од јасно дека Ормудскиот теснец ќе биде проводен и конечно ќе има дил. Ова го снимам во недела навечер, кога му е роден ден на председателот, 80-ти роден ден. Happy birthday, Mr. President. Зошто ќе го почитувам? За многу работи. Една од главните работи, сакам да се сетите, ќе идеме на за македонските работи. Една од главните работи е, дали се сеќавате пред 4-5 години, кога еден руски генерал, само што почна војната или непосредно пред војната, кога излезе и рече дека Соединетите држави, Министерството за одбрана, од тогашната власта која беше Сорос, либерали, демократи и сите можни бели што ги направија низ целиот свет, менување на влади и сите овие преселби на мигранти и сите овие масовни силувања кои се директно имплицирани, мотивирани и направени да бидат напаѓани нормалните луѓе, како вас. Трудолюбиви, мирни, кротки, религиозни христијани. Излезе генералот и рече, не знам колку, само во Украина, лаборатории во кои се одгледува, се и произведува антракс, големи сипаници и уште ред најопасни вируси, бактерии за евентуална биолошка војна. И сега замислете, една земја која го дозволила тоа заради кешарица, затоа што имаат ретардиран деген, кој за многу пари, сето тоа ќе им го овозможи и го овозможи. Дали беа 100 или 140, не ме фаќајте за збор. Слободно гуглајте, напишете баш вака. Колку лаборатории. Туци Галард излезе. Нема да ви го пуштам. Ја немам потреба да ви... Понекогаш го правам тоа, нели, еве, гледайте прилог, што е кажано и така натаму. Но имам доволно километража да не морам да се докажувам со сликички и со видеа. Иако, можеме да издебатираме во некоја подолга варијанта, во некоја ов програма. Овдека колку толку сум ограничен. Барем додека му траат батериите на моето вештачко мило чедо.
тешка ми е борба моја. Не сум за жалење. Едноставно немам повеќе нуклеарно гориво. На голем крстопат сум. Голема ми е борбава. Не треба никој да ме жали. Оваа борба бара сосема други работи. Се што треба го добивам. Молитва од духовникот и монасите. И најбитното во оваа борба да ја прегрмам се средства, затоа што скапо е. За жал, во меѓувреме луѓе ми бараат од мене. Ја во овој момент, како никогаш досега не сум во можност, нити е фер да оние луѓе што ми донирале, тие не можам да се откажам од мојот живот и од моите кои ме молеа да се изборам за тоа што им треба. Верујте дека сум спремен да ме снима, да израдувам еден куп луѓе. Верујте ми дека сум спремен во секој момент Бог само да рече Јане, трчам. Но очигледно имам уште работа и се што мислам дека е добро, го правам. Така да и ова што го зборам. Уште една работа, како голем остаток од длабоката држава, зашто и натаму го почитувам Доналд Трамп, кој се бори на секој начин. Не е он, принцеза со звездичка, но спрема овие другиве, кои, иако не се на власт, страшни работи прават. Знаете ли што прочитав денеска и го објавив на мојата фан страна, можете да отворите, да кликам, дегутантно ми. Таму ќе го дотераме муавете. Германците откриле дека со години милиарди што давале во оружје, значи збориме милиони парчиња оружје за Украина, да ја помогнат на Украина против агресорот, лошата Русија, да помогне да се избори, да се бори. Ги наоѓаат тие парчиња оружје, бидејќи, знаете како, скоро секоја земја, дури ние го имаме тоа, а не па германците, или да не зборам други земји, кои ги имаат обележено, серијски броеви и така натаму. Се повеќе и повеќе тие оружја ги наоѓаат во ќели на терористички организации, во ќели на оние кои се борат против Европа, против Бела Европа, против системот на големата замена и, Ирска се крена, британците и Страмер не се даваат, они се решени сите права и угодности да му ги укинат на својот народ, но затоа да им ги дадат на мигрантите. Некој ќе се прашате зошто го прават тоа? Многу едноставно. Луѓе, контрола. Врз нас немаат контрола, врз нив имаат. Како? Тоа е нивно гласачко тело. Дали разбирате дека они не се глупи? Они знаат дека еден нормален човек како вас никогаш не би гласал за лева, таква структура која е спремна на сето тоа да го прави. Како што кај нас, македонците, се свести и ги збриша, буквално веќе ги избриша од картата на партиите, на битните политички фактори. И сега да се вратиме, значи, тоа е во суштина каква една прљава игра се, а до сега ве убедува дека вие сте глупи, прости и така натаму. И се замислете колку вируси и од какви заболувања све во меѓувреме имаме подкачено, токму од тие лаборатории. Времето допорва ќе покаже, а Фаучи ќе го јаде. Не е црно-бело ни со вакцините, не бидете глупи, не е се лошо, но секако има не е ни се добро. Малце со разум тука треба. Бидејќи не е цела медицина свртена против луѓето. Немојте па во таа параноја да идете. И сега да се навратиме, прошлиот пат говорев за бугарите. Повеќе од јасно е
дека и да ги примиме бугарите во уставот, тоа не е крај. Тоа е само дел од барањата. После иде ревизија на историјата, на АСНО, на природбениците, на историската борба, на учебниците, на јазикот, на се, до исчезнување. Вака само да ви кажам. Многу некој бугари коментира и ми се обрате, дека зошто ги мразиш бугарите? Еве да ви кажам отворено. Не ве мразам. Не само што не ве мразам, толку ве осеќам блиски. Нема поблизок, посличен народ со мојот. Јас сум добар со србите. Имам Срби у фамилија. Ама имам и Хрвати у фамилија. Знаете како ми е тешко да балансирам, они се закрвени. Но, кога им објаснувам дека нивниот проблем помеѓу Срби и Хрвати е нешто слично како македонци и бугари. Еден народ, две идеологии, две различни гледања. Овие се религиозни, под други влијанија, едните Франција и Германија, другите Германија, третите Русија и така натаму. Македонија и Бугарија нема посличен народ. Не зборам за татарите, тие што се на исток. Ги има од Аспарук дојдени и така натаму. Но повеќе од пола бугари. Се она што слично збори и они што тврдат дека македонскиот јазик е дијалект на бугарскиот, не е возможно. Каде се скрши целата работа и за мене, а ја да ви помогнам како да се одбраните барем достоинствено во нивните дебати. Не мразете бугари, тоа е исто како да си го мразиш комшијата. Како да си мразиш твојот фамилија. Иста рода сме. Мама, слушајте ме добро, не рипајте, не качајте притисок. Македонци сме и едните и другите. Кирил и Методи. Боже ме прости, Свети Кирил и Методи. Титулата е многу битна да се каже. Не просветлиле нас, македонците. Не сме го добиле просветлението од нив. Ние просветлението го имаме добиено. Слушайте ме добро, ова не е моја измислица, ова е историска измислица. Ова е во аналите на историјата, во археологијата, во историјата, во Ману, во црквата, Македонска православна црква. И ви стои. Нашето просветление ни доаѓа од Свети апостол Павле. Свети Кирил и Методи го проповедале Словото, затоа овие биле словени, затоа што го прифатиле Словото. Им ја пренесувале азбуката. А азбуката, писменоста на овие краеви, ние ја имаме уште од Винчанското писмо. Србите го својата, не е нивно, македонци е. Значи, Свети Кирил и Методи биле македонци, нивните ученици биле македонци. Некои што се нарекле бугари се помешале со татарите и со овие другите. Се е тоа во ред. Но не може да го негираат нашето и да го присвојуваат. Може да го и за нив нема да биде. Они се убедени дека ќе биде катастрофа. Нив им е борба на живот и смрт Македонија да не влезе во Европска унија како македонци. Северно македонци нешто и така натаму заради нивното идентитетско определување. Не е точно. Не е точно. Страшно голема, јака, моćна сила би биле ние заедно со бугарите. И во овој момент можам да направам една невидена тирада, точна, историска, гостин да донесам, која ќе говори све најлошо за бугарите. Но ја тоа не го правам. Прво затоа што сметам дека народот не е крив, туку бугарските политичари и структурите кои стојат за оваа конструкција. Да се негира македонскиот народ, македонската историја, македонската нација, македонскиот јазик.
што е прво неточно и лага, извитоперено, но лага што се повторува за нив е вистина. Она што јас сметам е сега играње на поинак... И сега некој ќе рече, што да правиме? Играш поинаква карта. Прошлиот пат ви реков, со србите бевме уште покрваво закрвени. Такви злосторства имаат правено овдека. Прва и втора Балканска војна, да многу брзо го заборавивме. Зошто го заборавивме? 45 постојасно, кога ја формиравме Југославија, кога влеговме во Југославија како република, а не во СХС како Вардарска бановина, кога беа принудени србите да не прифатат како еднакви, рекоа, ајде, окей, и почнавме да градиме пријателства, меѓусебни средби, концерти, музика, култура, цивилизација и така натаму. Тоа ни фали со бугарите. Затоа, најпаметно што го прави оваа влада на Мицкоски, заедно со Министерството за транспорт и врски и вице-премиерот Александар Николовски, е изградба на нов царински премин, на автопат, железничка пруга. Луѓе, мене овде ми стои да идам да го гледам Дюн тројка во Софија на IMAX. Ми се темни да патувам до таму. Немам ништо против. Би уживал, како што би уживал у еден Солун, у еден Белград и така натаму. Доста ми е од ова тесно небо. Не ми останаа више години ми се броени. Месеци ми се броени. Сакам да прошетам меѓу луѓе. И не сакам за овие работи да се расправам. И подобро е да правиме добри работи, да ги споиме луѓето, затоа што и денеска, за разлика од пред 30 години, веќе младите генерации кои доаѓаат од Грција, многу се помалку оптеретени со македонското прашање, со нашето име и со нашиот идентитет. Едноставно, ние сме генерација оптеретена со тој национализам и ќе исчезнеме. И ние, со нашите врски, со нашите комуникации, со нашите контакти, ама не на сила, спонтано, убаво да е. Па памтите дека во 70-80 години како убаво се разменувавме, како не... Бугарите не обожаваа, бевме Лас Вегас за нив. Зошто и ние да не ги согледуваме така? Но одеднаш добија сила, французите, набуцкани од едни, од други структури. Не може би ни на нив да се лутиме. Се нашол некој предавник, како што и ние имавме за 2001 или за референдум, или за промена на име, и се согласивме на се и се што за подобро утре. Ручки оттупани утре. Драги мои, блазе си ви ако имате време. Доволно време да мразите, да се расправате, да се омаловажувате. Немам време, ја немам време више да се карам. Немам ни емоции да мразам. Ја веќе животот и ова што ми остана го согледувам само низ благодарност и низ љубов. Како сакаат нека го сватат, нема поубав заеднички именител за народите на Балканот од што да се македонци. Тоа само ќе дополни, збогати нивната култура, нивниот цивилизацијски корен, и наш, и нивни. Прекинете да се инеетите и да слушате слепо политичари кои се кеширани токму да се мразиме и да се одвојуваме. Океј, па ќе кажам дека тоа беше се за денеска и се гледаме следниот пат.